Целосно подготвени и сервисирани беа 3 воздухоплови за гаснење пожари уште во мај годинава, посочи премиерот Христијан Мицкоски. Тој потсети дека во 2024 година, во јуни, сите 3 воздухоплови биле приземјени без навреме да биде извршен соодветен ремонт. Оваа година пак ремонтот бил завршен навреме, а воздухопловите уште во мај биле ставени на писта и целосно подготвени за интервенција каде што има криза. Покри воздухопловите, во справувањето со пожарите биле ангажирани и 7 пренаменети воени возила со вградени резервоари за вода. Таа 2024 година, јуни месец, сите 3 воздухоплови, или познати во јавноста како Air трактори, беа приземјени без да биде направен соодветен ремонт на време. Оваа година ремонтот на овие 3 воздухоплови беше направен и завршен и тие беа на писта во мај месец оваа година. Значи беа целосно подготвени за да интервенираат онаму каде што има криза. Понатаму, минатата година заедно со Министерството за одбрана и внатрешни работи и Дирекцијата за заштита и спасување и Центарот за управување со кризи и уште неколку други институции влеговме во процес во кој што ги пренаменивме воените возила познати помеѓу армиските старешини војници како Пинцови, Хермелини, Бетери и така натаму, во возила кои што им беше вграден резервоар, кој што ние денеска го полниме со вода и ги користиме овие возила. Информиран сум дека 7 такви беа користени изминативе денови. Исто така оваа година 300 доброволци беа примени во рамките на Дирекцијата за заштита и спасување со договор на дело во определено време во рамките на сезоната и нивниот ангажман се разбира е регулиран од страна на Дирекцијата за заштита и спасување, нешто што досега никогаш во минатото не било направено. Година во борбата против пожарите се ангажирани и 300 доброволци во рамките на Дирекцијата за заштита и спасување со договор на дело на определено време во текот на сезоната.